дисциплина, спорт, здравие, музика, убавина и сето тоа споено во една женска енергија која што емитуваме секој работен ден на Канал 5. Добре дојдовте во новото издание на Диетално максимално. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. По еден месец дружење, труд, искушенија, падови и мали победи. Дојде време за вистината. Што покажа вагата? Што ни откри метрото? Дали бројките конечно ја раскажаа промената што кандидатите си ја посакуваат? Некој се уште слаби, некој се изненади, а за некого ова ќе стане силен аларм дека мора уште повеќе да се потруди во периодов што ни следува. Следна која што сакам да ја мерам е Бети Митевска. Ида? Па што правеше до сега? Си седев, ве чекав да ме викнете. Каде седеше па? Тука, не ме виде? Не. Тука си бев јас. На телефон седеше. Па малце да одмориме. Па не ли реков предходно да земеш да повежбаш малце? Добро, нема да ни се повтори. И после тоа јас сум била лоша, бе. Лоша ли сум? Не. Не, и вака намерно прават, не си лоша, а после тоа иде таму. Лоша си, ваква си, онаква си. Чим доаѓаме секој ден, не си лоша. Ајде, Бети, да видам до кај си. Ајде. Дали си спремна? Спремна. Пред вистината. Леле. Симни се одвага и да кажам 90.9 килограми, Бети моја. То, браво. Идемо дале? Многу сум задоволна. Дали ти си задоволна? Да, презадоволна до сега. Со килограми, бе? Да, супер. Ајде, сега одиме Ајде. метренце. Да. Вака, гледајме мене. Нели да не викаат ова и ми лаже, лани Гаго колегата, лажеш, вака, онака. Еве, сега да видиме. Чека да не ме караат, не се гледале сантиметрите. Запирка 5 сантиметри во градниот кош. Браво! Одиме сега на стомакот. Претходно си било 116. Сега си 108,5. Супер. Сега одиме на задникот. Да наместам се да биде како што треба. 115,5. Супер. Јас сум многу задоволна. Сега ќе те прашав, дали ти си задоволна? Да, застани си убава. Ете така. Стои мирна. 64. Стои мирна само. Не можам. Ај вака. Ете така. Таман, да знам точно каде сме, што сме. 64 сантиметри. На прошлото мерање беше едната нога ти беше послаба од другата. Да. 64, а оваа ти е 60. 64,5 и 60. Знаеш, претходно имавме многу мала разлика, сега имаме доста голема разлика, значи треба да работиме Бети малце повеќе на левата нога, односно десната малку повеќе да ја ослабеме, а оваа да ја зацврстиме, затоа што на десната нога имаш проблем со коленото, така беше? Да. Спушти си ја раката најнормално. Спушти си ја. Претходно си била 36 сантиметри. Сега си 28,5. Машала. Одиме долу. Колку рековме? 28,5. Така. Сега одиме овдека. 29.
29 и 28,5. Бити, со резултативе што правиме? Дали си задоволна? Да, презадоволна. 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 Нема запирање тука. Нема, не чека уште долг пат. Уште долг пат. Да. Дури уште цели 2 месеци имаме, Да. односно 60 дена за да видиме каде и што. Веќе ти се познава, верувај ми, на вистина на телото. Со тие отоци кои што ги имаме на нозете, ќе поработиме индивидуално со Бети, за да малце повеќе и побрзо се отргнат. За гледачите, за оние кои што сега почнуваат да не гледаат, да знаат дека Бети пешачи и тоа не се оние 5 километри, односно 1 час на кои што ги дава Клаудија, туку Бети пешачи Многу повеќе. по 12 километри на ден. Верувајте ми, од Синерџи понекогаш знае пешки да оди до својот дом, а живееш Во Центал. тоа пат ако сега ја од тука од Синерџи до Радишани да отидам. Бети, мајче, Леле, што бројките се си ги кажа претходно, а сега ќе видиме. што се Како за убави. сите, така и за тебе, да ти помогна малце. Така. Ова кога некое кронисување. Да. Па ова за месец дена дисциплина. Да. За на крај може и купачи ќе ви купам. Чекај сега, пошто мајца врз мајца. Многу се убави. А и бојата ти одговара. Супер. Па добра ти е, да ти кажам Добра. права. И широчка ти е тука. Ме ја погодиле. Пошто рече оваа претходно што ја носеше дека ти е нова, така да добре. Да ја прашам Бети како и сите. Што ти беше најтешко за овие месец дена? Па искрено мислев дека ќе ми биде тешко, уствари ништо не ми беше тешко. Баш ми е убаво да си имам ред на тоа, да станеш, да си подготвиш доручек, ручек, вечера, да си дојдам тука со вас да се извежбаме, со пријателките што си ги запознав. Да имате супер Баш ми е, дружба. да, премногу си се дружиме, Морам премногу на си се вистина да ги погодивме. пофалам, дека некако очигледно дека нели викаат жена со жена, Боже Господе, ама за разлика од сите тие народни кажувања, Да, ние сме спротивно тоа. да, на вистина сте спротивно, дури имате некои ритуали кои што си ги правите посем тренинзи, што е супер дружба и дека комуницирате. Инаку освен таа група која што се имаме, каде што комуницираме, они имаат една тајна група и не кажуваат ништо што пишуваат таму. Па реално сме си преголема поддршка една на друга, што мислам дека на сите од нас тоа и ни фали многу. И мислам дека и затоа сите и ќе имаме добри резултати, само заради тоа. Супер. Кажи ми со исхраната на Клаудија, дали има нешто што ти е тешко, например? Па, искрено мислев, ама добро е што лесни оброци се, бргу се приготвуваат. Не ти е тешко? Не ми е воопшто тешко. Не губиш време на спремањето на оброците. Иванче, ајде Иванче, шо чекаш? Тешко мене. Тешко мене. Полесно се чувствуваме за тоа, вака се движиме. Како полесно? Така како пеперуче. Леле пеперуче. Ама тоа знаеш што таквото кој излага уште не е расширено Од скоро. кожурчета вака тама? Чекаме да стигнеме, уште сме у кожурче малце. Уште си. Уште малце. Иванче, Молам. дали си спремна? Па со тебе секогаш. За кај да? Кај кидаме? Па ако дослабаме, кидаме во опасни работи, ако не дослабаме, кидаме дома. Со Иванче имаме договор 3 дена од продукција да не носат негдека, да уживаме, ама од кога ќе заврши сезонава, мислам, нема смисла, а додека тоа да се случи, имаме уште 2 месеци, 60 дена. Ивана, ајде да видам. запамти у етерите. Што? Дека треба да не пратат негде, ама ако биде успешно, сега што треба да биде успешна. Ако А не, се им ништо. да знаете, не може да не биде успешна. Сигурна си? Па сега. Ајде да видам. Ајде. Ајде. Со Господ напред. Да се поклонам, а? Поклони се, прекрсти се. Исправи се. 118. Да. Скоро... Така. Што е тоа? Добре. Да ти кажам искрено, да бидам искрена пред гледачите, очекував повеќе. Па... Веќе беше ли? Па не беше. Па да идеш да те почекам. Па сега јас користам специјални влажни марамчиња, тука ги нема у Синерџи, треба ги набават. Уште тоа немаат, све друго имаат. Добра.
Ајде, девојче. Ајде да видам. 129,5 сте биле, господја. Пуштате ги рацете. Ау, 109. Боже. Ако во килограмите не сме 20, ама тука сме 20. Дали домата слушаат? Слушаат. Со двете уши? Па вајда со двете. Вајда со двете. Сигурно? Па. 118 сантиметри. Знаете колку беше Ивана? Еден месец рамно. Сакаш да прочиташ ти или јас? Гледам јас. 145,5. 145,5. Иначе е мајка на 17-месечно бебе, 18, Да, година и пол, да. Дена. Значи, ова е бајаќ. Браво, Иванче. Маж ми вика преполовена, си јас Супер, летам. да. Не сум преполовена, ама Не, поддршката супер, од сопругот ми супер. е најбитна. Браво. 129 сантиметри. А си била 138. Супер, и тука си добри. Да. Одиме сега на Бутови. бутовите. Застани си најнормално убаво. Ете така. Седумдесет. Ништо ми се мрда тука ова метрова. Стои мирна. Заглавив на оваа твоја рака, некој овие модерните се 67. И ти како и неколку од кандидатките Ќе држам ја. имате проблем. Не држи. 69 и 67. Морав да направам да не ми се... Десна 69, лева 67. Па добри сме. И тука сме супер. По Да, 10 скоро сантиметри. 10, Да. Ај ова мајчева. Ајде. Супер. Може? Да. Спушти раката. Спушти ја најнормално. Ете така. 30. Спушти си ја. 29. Ајде уште еднаш као оваа, пак да не речат Ајде. нешто. 29. Тука сме 29,5. Морам да ги направам овие мерки, односно да се поправам и да застанам се уште како што треба, за да биде све како што било претходно Да. веродостојно. На килограмите, во обем си топ, супер. Морам да ја пофалам Ивана, дека и визуелно се познава во се. Килограмите не викам дека за овие месец дена дека не се како што треба, но повторно ќе кажам, треба малку повеќе да обрнеш на исхраната. Пардон. Дали ти е тешко нешто? Не денеска. За овие месец дена. Не, Не многу се ми е плаши, ништо поубаво. нема да ти направам. Многу ми е поубаво Опушти со овој се. начин на живот сега. Единствен проблем е што во фаза сме на некнување за апчење кај бебенцево, не ми спие, со многу малку сон сум, од 3 до 4 сата сон сум. Сонот многу ми фали. Да, сонот е И- еден од најбитните фактори во начинот на животот, односно и во симувањето на килограмите. Се трудам да не ми влие во однос на вежбање, на исхранава, меѓутоа некогаш знае да ми влие, посебно со исхраната. Затоа што често пати ноќите ги преседуваме до 4-5 сабајле со неа. И сега последната вечера, не да речам во 9 часот, и до сабајлето јас веќе будна сум, функционирам. Тука бе малку тука проблем. треба и веќе и да, значи да имаш и некакви си оброци тогаш ако не спиеш. Ама ако имам и тогаш оброци во 9 пак треба да ми фактички јас имам цело време без престан Да. јадење и тука ми е проблемот најголем. Значи тука заедно со Клаудија мислам дека треба да го решиме тој проблем, бидејќи не спиеш доволно, да наоѓаме начини
не само со вежбањето, бидејќи понекогаш навистина е тешко со мало детенце дома, каде што нели сам иако имаш помош, но таа помош ти е додека доаѓаш на Не може вежбање. сопругот оди на работа, он треба да стане и функционира, јас сум дома со неа, така да тука сме во тој поглед поделени. Да, ма сепак оние денови кога он треба да одмара, ти си будна и се тоа. Нели, како вика, сопругот треба да помага сега многу повеќе, но склоп на околности, ние мајките секогаш знаеме и сами да се... Како не? Знам дека ти е тешко, имаш мојата поддршка, бидејќи јас од двајца знам како е легни, стани, Не е толку тешко, веќе е навика и неспињето, да? За тешко, туку правиме муабет дека навистина без сон, верувајте ми дека... Тешко е, тој поглед е само, иначе со неа не ми е тешко, она ми е супер, меѓутоа и она е погодена како мене не спие, детето е такво едноставно, не спие, сака да си игра, очите се бајле на душата ми спие, она ми носи коцки да си редиме коцки, така да... Тоа е сега, сите деца се различни, ама мајка си е мајка и... Тоа е. Кој ти е најтежок ден за овие месец дена? Во врска со исхраната? Детокс денот ми е најтежок. Не е дека ништо не јадеме, туку тој ден е еднолична исхраната кога не е детокс ден. И тука ми е малце проблемот во едноличноста, затоа што вака Клаудија што не ги прави менијата се значи совршени, нема збор во тој поглед. Меѓутоа кога е детокс ден, бидејќи тој ден јадеме еден тип на храна ист, тогаш тој ден ми е малку така потежок. Бидејќи нели психолошки ти бара умот да смениш, да се доручкувал едно, секаш ќе ги ручека додека си јадам тоа друго, а вака знаеш дека и за ручек, и за ужин, и за вечера тоа не е друго и тука малку тој ден потешко го победил. Дали се навикна на исхраната која што ти е дадена од Клаудија? Па да, прилично сум изненаден од моментот дека се научив да јадам без сол, што не сум можела да замислам храна да е вкусам и да јадам без сол. Значи, можам само да кажам на сите гледачи дека сведо мозокот, значи, се што може да замислите дека не може да се јаде без сол, е перфектно и без сол, све е состојба на умот и постојат милион зачини кои што кога се зачини таа храна, на вистина делува како да има сол, не знам, ета. Или ние можеби така сме се научивме се, ама меѓутоа стварно многу е битно солта да се намали во исхраната. Кажи ми, дали има нешто што за овие 4 недели од исхраната што прв пат го пробуваш, еве Клаудија, бидејќи нели не живее тука, можеби, не знам, во самите менија има нешто што ти дала, а прв пат пробуваш? Да, папаја пробав за прв пат, не сум имала ниту желба, ниту потреба да купам претходно папаја. Да сум се родела некаде таму на Ибица, може ке сум си јадела папаја, ама ние у Скопје патлиџанче, сиренце и лепченце си мацкаш. Така да ја проба папајата, ништо специјално, ништо посебно, вкусна, да, вкусна сега. Кога си на режим на исхрана, све ти е вкусно, кога јадеш. Сакаш не икеш, Сакаш не икеш, викаш убав. Тоа, да речем, го пробав за прв пат, пробав некои типични рецепти кои што не би ги откривала сега, бидејќи концептот на Клаудија може кај неа да си го дознаат. Специфични рецепти кои што се спремаат во менијата, да, доколку сакате, нели ќе се исконтактирате со Клаудија. Се интересни доста и мислам дека и кога ќе заврши се тоа, ќе ми останат во менито бидејќи се стварно интересни. Баш интересни. Да. Следната наша кандидатка која што сакам да ја поканам, тоа е Марија Неделковска Ѓоргиева. Се надевам дека не погрешив за Марија, но за Марија можам да кажам дека првиот пат кога дојде во диетално максимално, но прв пат кога ги биравме кандидатите, Марија кажа многу чудни работи, многу интересни работи. Не можам да одам, не можам да трчам, имам проблем ваков, имам проблем онаков, но сега да ја видите Марија, ајде да им покажеме што се случува за овие месец дена. Значи манекенка. Можеме значи, да Марија одиме. почна да трча, не да оди. Да. Добре ли си, Маце? Одлично. Дали си спремна? Спремна. Да. Да видиме вистината што ќе кажеш. Не се плашам повеќе. Нема зашто Идам да се надоле. плашиш. Може? Може. Ајде, Маце. Снимајте го ова. 79.7 килограми. 79.7 килограми. Добро е, Маце. Идеме. Супер. Да. Добре. Сега одиме стандард, нели? Фустаните кои што треба Виолета да ни ги шие, да ги
Овековечиме сантиметрите. Прво одат 115.5 си била, а сега си, опушти се, 97 сантиметри. Браво. Тоа е многу. Супер, браво. Немам коментари за сите. Одиме сега стомакот. ...107 сантиметри. Пратете ги овие забелешки. 11 сантимо стомак. Си била 118, сега си 107. Одиме сега на задникот. ...117 сантиметри. Браво. Супер. Одиме сега на ботовите. Претходниот пат, Марија, кога се миравме, имавме доста разлика. Да, Десна затоа што и лева нога. едната нога не ја видиме. употребувавме Ете, така. доволно. Да. Сега да видиме каде сме. Сега ја користиме. 60. Стои мирна, маца. 65 сантиметри. Седи си мирна, не мрдај сега. 65 сантиметри. И 69. 65 и 69. Уште, значи, треба да работиме исто, има уште една од нашите кандидатки која што имаше вака драстична промена на сантиметрите во бутовите, во надколеницата. Значи, тука повторно ќе треба да работиме, ќе гледаш додека пешачиш, помалце или повеќе да не удираш на таа нога која што се тие со поголемите сантиметри. Може сега раката, спушти долу, слободно. Сега сме 29 сантиметри. Да не им вртам. Тука сме 29. Исто. Добро, Маца. Дали си задоволна од резултатите? Јас сум презадоволна, не само со сантиметрите и килажата. Прво со одењето. Да, тоа Значи, мислам тоа дека и што ти беше одам проблем, добро. дека и на почетокот... Како пингвинче вака оде. Да, сега ти е многу полесно. Многу. Марија, иначе на трака, на почетокот викаше, јас не знам како ќе одам, како да се држам, не знам што ќе правам. Верувајте ми дека од сите кандидати Марија лета. Ама на вистина лета. И тоа просто мене како тренер толку години ме изненади, но како викаат на луѓето, треба да им дадеш малку време за да покажат што знаат и умеат во животот. Марија, ајде малку да поразговараме. Како овие 30 дена? Супер, мотивирано и лесно. Што ти беше најлесно Најлесно. за овие 4 недели? Најлесно ми беше траката. На вистина? Значи, да. Јас толку, можеби, страф имав психички од одењето, од скршениците на ногата и се, но како поминуваше првиот, вториот ден, сега гледам дека можам 6 километра за 1 час да ги изодам слободно. Кажи ми, еве, со вежбањето имаме се уште некои потешкоти, ради раката, ради... Горниот дел, екстремитетите. Да, посебно ради вратот и се Да. тоа, но не се даваш, тука морам да кажам дека не се дава Марија со вежбањето, дека пробуваш тој да дадам, дури понекогаш кога ќе дадам некоја вежба, вика Марија ти немој, она упорно мислам, морам да те пофалам од таа гледна точка дека пробуваш онолку колку што можеш, затоа што и така се договоривме. Да. Не можам, туку мораме да пробаме и да најдеме начин. Се, може би малце нема да го дигнам вратот како сите, Добра, ќе ама лежам и наоѓаме рацете, начин. ќе ги движам. Значи, битно да се движам. Супер. Ајде кажи ми сега со исхраната. Како тогаш, како сега? Значи, исхраната мене прво не ми е тешка затоа што ми се допаѓа. Добро. Иначе Марија е, мислам дека една од оние кандидати кои што многу барем мене ми изненади, знае да си спреми се, да си стави во една кесичка и за цел ден да не се прибере дома, битно да има све што кажала Клаудија. Мислам дека најмногу ја слушаш Клаудија. Морам.
И Мислам, тебе и Клаудија, Клаудија. вака да се разбереме, не дека другите кандидати не те слушаат, ама Марија ти е прва за све. Марија најрано стануваш од сите. Да, станувам И имаш по колку ја што 4:30. сум запознаена 2 доручеци. Да, првиот појадок ми е во 5:30. Втор појадок ми е во 8:30 во градинка со Супер, децата. нели оние 3 часа кои што Да. ги бара Клаудија, кои што Кога треба станувам да во бидат. 4:30, ги спремам, значи, вториот појадок, ужинката, ручекот и втората ужинка за надворот дома, затоа што јас денот ми е исполнет и немам време за да спремам. Што ти беше најтешко за овие 4 недели? Освен трчање. Вториот ден Великден. Вториот ден вели. Вториот ден Великден, да. Зошто? Затоа што првиот ден, нели, еден ден ќе издржиш секаква храна на трпезата, сите јадат од тоа, а ти јадеш, нели, салата. Па добро, нели, и за тој празник, нели, ајде голем наш верски Да, празник Клаудија ни е, кој дозволи- што сепак, нели, Тој ден вечера имав риба. па добро, риба се јаде на тој Имаш ден. дома пушено месо. Имаш зреено месо. Имаш прасе. Имаш и сега Тебе ти па сите колку сте седат- дома сите што јадете толку многу. Сега јадеме, тоа е, нели? Гости имаш собрани. А добро, тоа значи Да. пус гости. Вториот ден Великден најтежок беше затоа што втор ден трпеза кај мама, нели? Да, мајките Погодиш некако кај многу мама. се грижат за нас. Да. Ајде кажи ми вака, кажа за исхраната, кажа за пешачењето. Што најмногу сакаш од вежбите кои што ги правиме? Од вежбите. Ама биди искрена. Нема да лажеш. Кога одмараме. Боже, па да одмараме цел ден. Не. Нема, мислам, ти не правиш толку пауза. Ај кажи некоја Правиме вежба. вежба, одма ќе се вратам, нешто што ти е омилено, одма ќе се вратам. Само ти вежбај, важи. Ај покажи нешто. Покажи. Што да покажам сега? Каде е степерот? Почнав да се качувам на степер. Тоа морам да го покажам. Како се качувам на степер? Па ќе почнеш Првата нова вежба, боксо. првото Маце, вежбање не можев на Ево, степер. Сега можам сега на можеш степер. на степер, да, тоа морам да ја пофалам. Марија е за пофалба. Маце, ај како деца, нели мајка сум ви? Мислам, се шегувам, не сум и мајка. Мама да не облече. Ама мајката тука за вежбањето, да видам. А опа, Маце, голема ти е, да ти кажам искрено. Ел? XL, Маце, ти си побара овакво 2XL-а. Нели 2XL-а Ама види колку кажа? убаво ми стои. Убаво ти стои. Чекај. Одлично. Супер. Да. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа.
Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Се гледаме утре во истото време. Довидување.